ајде сега со нешто можно исто така интересно. Ивана Крстевска-Јаневска ќе вклучиме ова утро, ќе и кажам добро утро пред се, ќе зборуваме за ритмот на македонските традиционални занаети и креации. Впрочем, како што и кажав Ивана и на самиот почеток, мене секогаш ми се интересни овие разговори и ќе имаме што да слушнеме во продолжение. Поздрав до тебе, добро утро и за гостинката исто така, и повели се разбира. Поздрав Слободанка и до вас во студиото сите кои што се наоѓате и добро утро за сите гледачи на нашата утринска програма. Ќе се случи еден интересен настан овој викенд, како што спомена и ти, на 9 декември со почеток во 10 часот во јавна соба, во ритмот на македонските традиционални занаети и креации е насловот на овој уникатен базар кој што од ваков тип нели ќе се одржи за прв пат во Македонија, секако со поддршка на словеничката амбасада во земјава. Навистина се ближат, нели, доаѓа еден убав период, се ближат новогодишните и божигните празници, па ова е навистина еден убав настан каде што ќе имате можност да купите уникатен подарок за некој од вашите блиски, уникатни креации, рачни изработки, а зашто поточно нели се станува збор, што се ќе може да се види и да се најде на овој базар в сабота. Ова утро ќе дознаеме од Емилија, која што е председател на Сдруженијето Добре дојде Македонија Welcome Center. Добре дојдовте еве, односно добро ве најдовме ние тука во вашето каче, во вашето здружение. Како настана еве овој базар кој што го носи насловот во ритмот на македонските традиционални занаети и креации? Добро утро и убав ден на гледачите на Алфа телевизија. Сакам да се заблагодарам што ми ја дадовте можноста да ја споделам оваа убава информација. Значи, овој базар ќе се одржи во јавна соба, како што кажавте, од 10 до 17 часот, влезот е слободен и ве покануваме да дојдете и да си изберете по некој производ. Како што рековте точно, се наближуваат божикните и новогодишни празници и е убаво да се посети. Што е всушност со овој базар? Сдруженијето Добре дојде Македонија Welcome Center организира многу пати вакви саеми, базари и од добротворен карактер. Меѓутоа, ова, пошто е специфично, по поддршката на женското предприемништво, затоа што покрај редовните излагачи кои се занечи во Македонија и ќе имаат можност да ги продават своите производи, ние изминатите 6 месеци работевме на еден проект платформа на женско семено предприемништво, кој е поддржано од амбасадата на Република Словенија и целта беше да ги малце поттикнеме младите, мајките, вклучување жените со одранливи категории, да ги поттикнеме повторно на мануелните вештини, а тоа значи со плетење, шиење, везење, повторно да бидат во можност тоа да биде нивната дејност и да можат да биде одржлива и да бидат едноставно средствата за екзистенција да ги добијат од мануелните вештини. Беа, значи, тие активности беа организирани во 3 града, во Скопје, Струмица и во Струга, под менторство на дизајнерката Ирина Тошева и многу други кои се вклучија во ова активност. Значи, интензивно учеа како да шијат, да плетат, да везат. Јас сум многу радосна, бидејќи тие ден во сабота ќе имат можност да ги изложат своите производи кои се веќе многу слични на останатите излагачи. Значи, за овие 4-5 месеци успеа да со своите мануелни вештини да имаат своји производи. Ова ќе биде од отворен тип, меѓутоа морам да кажам една многу убава активност која ќе биде во 5 часот од затворен тип, а тоа ќе биде организирана и модна ревија токму на овие ученици
кои работеа 4-5 месеци и веќе се во состојба да имаат собствени дизајни и модели и ќе има модна ревија во 5 часот, меѓутоа тоа ќе биде од затворен тип, бидејќи местата се ограничени. Така што ние успеавме за еден краток временски период да подготвиме и производи за на базарот, кои ќе бидат рачно изработени плетени работи, кои ќе бидат плетени куклички, кои ќе бидат плетени шалчиња, капи, разни производи кои ќе бидат наменети и за деца и за возрастни. Меѓутоа, поред овие излагачи, ќе има редовни излагачи кои ќе има, значи Македонија не може да не биде без филигран, без македонски накид, разни производи, шапки, чанти, новогодишни производи, украси и така натака. И затоа ги повикувам граѓаните да го посетат, затоа што од една страна ова е можност да се купи некој производ, од друга страна е многу убаво кога се поддржуваат македонски занаети и традиции. И трето, кој исто така многу важно, а тоа е поддршка на женското предприемништво и малите семејни бизниси. Да, Емилија, велите поддршка на женското предприемништво, но колку во ова женско предприемништво се вклучуваат млади, односно младите сакаат да ги негуваат овие занаети, да творат и да прават рачни изработки, како што правеле, например, нашите баби од времето, односно се враќаат во оние традиционални занаети, како што е плетењето, везењето и сите изработки на кукли кои што ги споменавте, кои што некогаш ги правеле нашите предци. Да ви кажам, многу позитивно сум изненадена, затоа што во Струмица се јави едно девојченце кој има само 12 години и кој толку со незините вешти раце успева да направи производ. Во Скопје дизајнер е 17 годишно девојче кое без да има игла ватено во рака се вклучи во овој проект и во сабота ќе имаме незин дизајн. Значи, ова беше стварно една голема работа, труд од сите чинители и сакам да се заблагодарам на сите кои се вклучија и на менторите и на учениците со една позитивна атмосфера. Едноставно успеавме да дојдеме до финален производ кој ќе биде еднаков на пазарот на трудот. И затоа би сакала да дојдат граѓаните, да ги поддржат, да ги видат нивните производи и се надевам дека ќе најдат нешто кој ќе биде согласно со нивните вкусови. Да, но секако ова треба да биде и пример, например, и за останатите млади како да си го искористат можеби своето слободно време, кое што верувам дека го имаат во изобилие во денешно време. Но Емилија, вие чисто правите и работите со базари, колку ги поддржуваат и македонците базарите, колку сака нашиот народ покрај тоа што учествува, но и да ги посети и да ги поддржи базарите кои што се одржуваат кај нас. Јас можам да кажам дека ние имаме многу позитивно искуство. Значи, за жал, ние не бевме во можност сите занаечи да ги вклучиме, да имаат можност да продаваат се јавува, затоа што тоа е ограничен број, тоа е затворена соба, ограничен број на места и не можевме, значи, да одговориме на потребите на сите занаечи. И мислам дека стварно има потреба за вакви настани што повеќе да се вклучуваат. И јас секогаш го велам во ера на вештачка интелигенција, единствено што не може да биде заменето, тоа се мануелните вештини. И затоа, мислам, повторно враќање на тие традиции, на тие традиционални вредности, на занаети, мислам дека ќе дојде се повеќе до израз. Да, навистина се за поздрав, како овој базар, така и сите оние кои што се случуваат, сега доаѓа навистина еден период каде што верувам дека ќе има и тоа како голем број на базари, особено во предновогодишниот и во предбожикниот период. Она што вие го работите, нели, како здружение, може да ни кажете некој дел од активностите на Добро дојде Македонија Welcome Center? Да, ние веќе 15 на година постоиме како здружение
И нашата основна мисија е културна дипломатија, тоа значи промоција на земјата пред странците кои живеат и пресуваат во Македонија и промоција на странската култура во Македонија како едно капче на интеракција на културите. И ние работиме на многобројни активности во сферата на уметноста, на зелената агенда во уметноста. Например, работиме промоција и поддршка на мозаикот, кој исто така е една традиционална вештина на изработка на камчиња, од камчиња уметнички дела. Работиме во сферата на женското предприемништво, во добротворството и така натака. Многу пати аплицираме и сме поддржувани од амбасадите, некогаш имаме и лично своји активности и така што се надевам дека работиме на едни многу позитивни вредности во земјата. Да, апсолутно, и тоа како е потребно да се поддржуваат нели сите овие креативци, да им се даде простор нели каде ќе може да ги изложат своите креативни работи кои што ги имаат создадено. Емилија, ви благодарам за одвоеното време. Ви благодарам многу и вас и се гледаме во сабота. Да, ево уште еднаш отворена покана до сите вие кои што сакате да го поддржите женското предприемништво, но и да ги поддржите сите овие креативци кои што ќе учествуваат на овој базар, кој што се одржува за прв пат нели од ваков тип, со почеток во 10 часот. Бидете во јавна соба. Овој базар ќе трае се до 17 часот, така верувам што ќе имате можност квалитетно да си го искористите времето од викендот и да ги посетите и да ги поддржите овие креативци кои што ќе бидат вклучени речиси од цела земја. Ивана, благодарам многу. Поздрав уште еднаш од нас и се разбира до гостинката. Мощно интересен базар. Еве има можност гледачите повеќе да слушнат и да дознаат од овој разговор.